Тетовци од секогаш биле љубители на добрата музика. Знаеле да препознаат убава песна, но и да уживаат во неа. Рок музиката не била непозната во овие краеви. Брзиот ритам, гитарските рифови и соло изведби пред децении наназад станале предизвик за многу млади тетовци. Деновиве пред точно 50 години во Тетово по иницијатива на Зоран Јосифовски, кој сега живее во Битола, и Симеон Златев Моне, познат како собственик на најмалиот етно музеј на светот, во Тетово беше формирана познатата музичка група Црни лотоси. Овој вокално-инструментален состав го сочинува Владимир Кочовски, соло гитара и фронтмен на групата. Потоа Јордан Мирковски бридж, ритам гитара, Момир Јанич бас гитара и Александар Глигорчук Сашо тапани. Звукот на првите електрични гитари во Тетово и пошироко предизвикале невиден интерес меѓу младите тетовци. Игранките што биле приредувани во салата на основното училиште Лирија, потоа во противпожарниот дом што се наоѓал во центарот на Тетово, на отвореното кошаркарско игралиште во друштвото Партизан крај општинскиот суд во Тетово и на крајот во салата на Работничкиот универзитет што се наоѓала на местото на трговскиот центар во старото Тетовско пазариште, биле исполнети да нема игла каде да падне. Следеле концерти во Тетово, во Јегуновце, Брвеница, Вратница, како и во Скопје, Гостивар, Куманово, Велес, Ќуприја во Република Србија и други места. Оваа музичка група во 60-тите години од минатиот век била основен двигател на културно-забавниот живот во Тетово, а во групата подоцна настапували и Часлав Апостоловски Цале, Ѓорѓи Зафировски, Живомир Гашовски Чанак, Серафим Грнчаровски Бато и Стево Стефановски Чавки. Црни лотоси формирани по примерот на Битълси, Ролинг Стоунси, Бич Бојси, Загребските Црвени корали, Бис од Скопје и други, практично биле втората група во Македонија која го донела новиот музички бран од светот во Тетово и пошироко. На репертоарот на Црни лотоси, покрај песните од Битълси, Ролинг Стоунси, Бич Бојси и други групи, се наоѓале песни и од тогаш најпознатите светски музички имиња, како што се Клиф Ричард, Ингелберт Хампердинг, Адриано Челентано, Шарл Азнавур и други. Оваа тетовска музичка група по возрастните тетовци ја паметат и по бројните обработки на популарни македонски народни песни, но и по многу инструментални обработки на дела од класичната музика, како што се Турски марш од Моцарт, Лебедово езеро од Чајковски и дела од Шуберт, Шопен и други класици. Црни лотоси тетовци ги паметат и по инструменталната изведба на мелодијата Лотос Твист, со која започнувал секој нивни настап. Добрата музика од некогаш го најде патот и до денес. И 50 години подоцна од почетоците на Црните лотоси, Тетово останува препознатливо по новите музички надежи, одличните музички групи и соло изведувачи, музички продуценти и текстописци.